Почитувани представници на земјоделските стопанства, потписници на договори за набавка на системи за наводнување од програмата за рурален развој, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, почитуван директор на Агенција за финансиска поддршка, почитуван заменик министер, државен секретар, почитувани представници на министерството и на агенцијата. Пред се сакам да им честитам на сите представници на земјоделските стопанства кои што потпишуваат договори за набавка на системи за наводнување. Со вашата успешна и одобрена апликација на јавниот повик имате можност да искористите финансиска поддршка за набавка на системи за наводнување, опрема, софтвери за управување и контрола на системот за наводнување, градежни зафати за бунари, изработка на студии и елаборати. Имајќи предвид дека наводнувањето е важен предуслов за конкурентни земјоделски производи, оваа финансиска поддршка е силен импулс за унапредување и модернизирање на земјоделското производство. Тоа за вас е голема придобивка, а со ваквите инвестиции учествувате во сите наши заеднички активности да го направиме земјоделството еден од клучните двигатели на економскиот раст. Оваа мерка за финансиска поддршка за земјоделците е само една од многобројните опфатени во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Владата покажа грижа за секоја дејност од општеството, за секој граѓанин и за земјоделците. Продолжуваме да вложуваме во секој сегмент, во се што е со оваа криза, светска, финансиска, економска и воена криза, да можеме да придонесеме за поголемо домашно производство и потикнување на економијата. Ставаме силен фокус на земјоделството како еден од двигателите на македонската економија. Во услови на една од најголемите светски кризи во поновата историја, владата прави максимални напори да ги намали трошоците на земјоделците, но да го зголеми домашното производство на стратешките земјоделски производи. За прв пат подготвивме национален план за производство на храна во вредност од 400 милиони денари и за тоа сакам особено да им се заблагодарам на сите вработени и колеги во Министерството за земјоделство, меѓутоа и на самите земјоделци и на земјоделските здруженија за искрената и отворена соработка. Планот содржи интервентни мерки за поддршка на земјоделците, но и мерки кои на среден и на долг рок ќе придонесат за поголемо производство на земјоделски производи и храна и за намалување на увозот, бидејќи оваа криза и овој недостаток на стратешки земјоделски производи ни стана поука не само на нас, туку и на другите држави, дека мора земјоделството да го насочиме кон домашно производство на стратешки земјоделски производи. Секој парче обработлива земја да го ставиме во функција на зголемување на производството на храна. Со објавување на наменски оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп, 6000 хектари се ставаат на располагање на земјоделците за производство на пченица, пченка, јачмен и сончоглед. А веќе, уште на вчерашната владина седница, донесена е одлука за дополнителни 5000 хектари земјоделско обработливо земјиште да им биде доделено на земјоделците заради зголемување на производството на овие стратешки земјоделски култури. Во првите 100 дена од мандатот на владата распишавме 5 јавни повици за поддршка на земјоделците за набавки на трактори, на силоси, на опрема за производство на тутун, за финансиска поддршка за руралните жени и уште за многу други мерки со кои го јакнеме земјоделството. И покрај светската криза која се наметнува како последица од војната во Украина, редовно се врши исплатата на субвенциите на земјоделците. За прв пат воведовме авансна исплата за овоштарите, а од следната година и за останатите земјоделски гранки. Согласно европските регулативи, со авансната исплата земјоделците ќе ги добиваат субвенциите тогаш кога им се најпотребни за да имаат исплатливо производство. Освен во финансиска поддршка, континуирано вложуваме и во капиталните проекти, кои се трајни вредности и на долг рок овозможуваат одржливо земјоделско производство. Во финална фаза на изградба е браната Конско, кој е еден од најголемите инфраструктурни проекти во независна Република Македонија, со која ќе се наводнуваат нови 4000 хектари земјоделски површини. Ова значи зголемено производство, конкурентно земјоделство, кое што води до зголемен економски раст и развој. Почитувани земјоделци, уште еднаш ви честитам за склучените договори и ви посакувам успешна и плодна работа и соработка со Министерството за земјоделие и владата. Ви благодарам.